Во најубавите години за лов, кои ловците ги враќаат наназад барем 3-4 децении, ловецот не може да се замисли без добар загар. За разлика од тогаш, сега се е сведено на измелезени кучиња кои не се двојат од ловецот чекајќи да добијат некаква храна од ранецот. Една од причините за ваквата состојба е нелегалниот бизнис со ловечките кучиња, кои поединци буквално ги крадат на терен или од дворните места на сопствениците и на црно ги препродаваат на трговци и ловци во Грција. Мрежата е распространета во сите делови од регионот, а каналите водат преку Гевгелија, Битола и други погранични градови кон јужниот сосед. Ловците се жалат дека се разочарени од ваквите состојби и дека да се чува загар во денешно време е повеќе нервоза отколку задоволство. Дека во овој бизнис се вртат големи пари без никој се до тоа да го контролира, зборуваат поединечните примери на трговци со ловечки кучиња кои во изминатите години и сега значително си ја зголемија својата материјална положба. Сосема логично, бидејќи за расен загар за гонење диви свињи грците плаќаат од 1000 до 2000 евра. За гоничите на зајак цените се движат до 1000 евра. Помеѓу нашите ловци цените на ловечките кучиња главно се движат од 200 до 400 евра, иако и тука има миракли кои се спремни да издвојат двојно повеќе. Поради ваквите состојби, ловците и ловечките здруженија се организираат и бараат мерки како да се заштитат. Од друга страна, неопходна е сеопфатна законска регулатива со строга казнена политика за тие што се занимаваат со нелегална трговија со кучиња. Веројатно на тој начин ќе може да се стави ред и во овој засега нелегален бизнес.